Само што ја добив оваа чудна порака од она сладко момче, Крис. Многу морничаво. Знам. Што да правам? Знам дека многу ти се допаѓа Мейбл, но јас не би го направил. Едва го познаваш. Ама многу е сладок. Не сакам туку така да го одбијам. Испраќањето актови може да доведе до доста чудни работи. Моите родители ми раскажуваа за девојка чии слики завршиле на интернет бидејќи едно момче од неа побарало неколку голи слики, а потоа ги споделило насекаде. Тоа беше голема работа. Боже, би била целосно потресена. Сакам да му се допаднам, но ова воопшто не е кул. Апсолутно. И ако престане да му се допаѓаш само затоа што не му го праќаш тоа, тогаш не му се ни допаѓаш онака како што ти сакаш. Крис, што пишува во овој текст? Кој текст? Ова? Ништо. Знаеш, чувството на привлечност кон некого е сосема нормален дел од растењето. Тато! Не, Крис, треба да сослушаш. Има многу начини да покажеш дека некој ти се допаѓа. А покрај тоа, да бараш од некого да испрати голи слики на твојот телефон е многу опасно. Што? Како? Може да има правни последици. Тоа всушност се смета за детска порнографија во некои држави. Во најмала рака, тоа е сексуално вознемирување. Мора правилно да се постапува. Мейбел, може да седнам до тебе? Се разбира. Сакам да се извинам што ти го испратив овој текст. Пријателите ми притискаа да ти го испратам, но не ми се чинеше во ред. Не сакав да ти извадам од памет. Благодарам. Ме натера се чувствувам некако чудно, но го ценам твоето извинување. Имам едно поразлично и подобро прашање. Во право си. Тоа е многу подобро прашање.